Добро утро, почитувани гледачи. По 7 дена жалост во нашава земја, Фактор здравје со ново издание ова утро. Во текот на деновите на жалост, тимот на Фактор здравје одлучи да не емитува ниту премиерни, ниту репризни изданија во знак на жалост, а во исто време и од моje име и од тимот на Фактор здравје изразуваме длабоко сочувство до семејствата на починатите и загинатите во големиот и страотен пожар во дискотеката во Кочани, а на повредените кои беа близу 200 и се лекуваат во медицинските центри и во земјава, но и во многу земји надвор од Македонија. Им посакуваме побрзо оздравување и опоравување. И токму темата која што ја обработуваме ова утро во Фактор здравје е посветена на психолошката помош и поддршка во моменти и мигови кога сите ние доживуваме колективна тага, траума и болка. Тема за која што долго време ќе треба да се зборува, тема која што ќе допре до сите нас и секој кога има потреба ќе треба да ја побара помошта која што ќе му стои на располагање. На оваа тема утрово разговараме со Елена Кузмановска, магистер по психологија, лиценциран психолог по клиничка и советодавна психологија. Добро утро, Елена, добре ни дојдовте во Фактор здравје. Добро утро и вас. Благодарна сум што ми укажавте прилика да се изразам на темата која што секако ќе биде и повеќе од потребно да се обработува во текот на периодот кој што следи. Најпрво пред да започнеме, би сакала да изразам сочувство до семејствата на починатите и да посакам што побрзо закрепнување на пациентите кои што се на лекување во моментот. Така. Живеете и работите во Битола. Утрово од Битола ни пристигнавте во Скопје и во еден момент утрово помислив зошто јас ви дадов таква обврска, дури од таму да доаѓате овде за да обработиме темата. Ама она што ми го рековте е дека тоа го чувствувате како една одговорност и обврска општествена, која што сите во моментов ја чувствуваме, на кој начин да дадеме придонес во целата оваа ситуација која што се случи. Точно така, да. Чувствувам морална и обврска општествена да зборуваме на оваа тема. Како луѓе и како општество треба да се трудиме да разговараме на сите теми, и оние кои што се пријатни, но и оние кои што се малку помалку пријатни, се со цел да изнајдеме начини на справување со ситуацијата и тоа да е од помош на цело наше општество. Така. За оваа тема уште долго време ќе треба да се зборува. На располагање стојат сите психолози и психијатри кои што можат да ја дадат помошта, бидејќи некогаш реакцијата по недели, по месеци одложено ќе се појави, а луѓето ќе имаат потреба да ја добијат таа помош. Веќе е очигледно дека на оваа тема ќе треба да се зборува и да се работи подолготрајно. Зошто? Заради тоа што кај некои индивидуи емоционалните реакции ќе се јават побрзо, кај некој малце поодложено, меѓутоа долготрајно ќе биде појавувањето на некакви реакции, за жал, и ќе биде потребно да се работи со лица кои што се стручни. Во случајот веќе има екипи, психолози, психијатри, помагачи во Кочани, но и во другите засегнати места, и се надевам дека сите ќе се потрудиме кој колку што може да даде од себе за да помогне во оваа ситуација. Всушност, како и целото население што веќе гледаме дека дава некаков придонес, кој колку што може. Така, заеднички се сплотивме, за жал во еден многу тежок момент, кога тагата и болката се присутни, меѓутоа да продолжиме и во убави моменти да бидеме заедно. Токму така. Секогаш почесто тагата не спојува, меѓутоа ова е еден можеби посилен момент кога треба да размислиме дали, кога и зошто е подобро да бидеме сплотени отколку поинаку. Така. Ќе погледнеме блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи.
Со Елена Кузмановска, магистер по психологија, лиценциран психолог по клиничка и советодавна психологија, зборуваме за психолошката помош и поддршка во моменти на тага, загуба, болка или моментот кој што сега го живееме на колективна траума, која што сите ние најмногу засегнатите семејства, на починатите и на повредените во пожарот. Елена, што е траума? Можеме ли да ја дефинираме? Па, траумата во главном представува една повреда на личноста, која што, или личности, која што е предизвикана од некаков ненадеен настан, кој што се случува и на кој што настан човекот нормално реагира со засилени емоции. Всушност, тоа е реакцијата секогаш е од прилика многу емоционална на секаков вид на траума, без разлика дали е лична на еден поединец, во семејството или во случајот колективна траума и загуба. Така, поминува ли низ фази таа траума? Да, поминува низ фази. Морам да спомнам дека и траумата како случка е доста поинтензивна од она кое што го нарекуваме стрес, нели? Значи, страдање не само, како што реков, на едно лице, туку во случајот страдање на повеќе луѓе, но и на цела држава, веќе на цело општество, за жал, во нашиот случај. Инаку да, постојат неколку фази. Првата е фазата на шок, односно неверување дека се случил определен настан. Од прилика трае до кај една недела дена. Тоа се моменти кога сите ние, нели, не можевме да прифатиме дека се случува, што е тоа што се случува, едно неверување, еден шок. Понатаму, ете веќе одминува, нели, таа фаза. Во втората фаза веќе таа е околу, можеби, месец. Нема строго пропишани премногу граници, затоа што индивидуално да, секого така, и секого може да е индивидуално. Веќе во втората фаза е момент кога барем првично се справуваме со тие емоции, бараме одговори, бараме решенија и тука се првичните стратегии за справување со трагичниот настан. Стратегиите обично одат во насока, нели, на справување со емоциите кои што ќе се јават, кои што се јавуваат веќе, и понатаму со стратегии околу тоа како понатаму да се движи дали поединецот, дали општеството. Во поголемиот дел првично, нели, реагираме со тоа да се справиме со емоциите кои што ги доживуваме. Најпрво, да, ги доживуваме, треба да ги препознаеме, треба да ги разработиме и треба некако и да ги исканализираме. Во тој поглед, како ќе оди, кај секого, нели, ќе се јави гнев, лутина, прашања, зошто се случи ова, зошто баш мене, зошто баш нас ни се случи ова, што е сосема нормална реакција на ненормална, абнормална ситуација, нели? Понатаму во останатиот дел на стратегиите околу тоа како, што понатаму, тоа е вообичаено после првичното справување со емоциите, за да видиме како и ние како индивидуи можеме и што можеме да направиме во смисол на стратегии за справување со последиците и со животот понатаму, но и на едно општествено ниво. Затоа и сега ќе слушнеме полно луѓе кои што ќе речат како понатаму, како да продолжиме. Се наоѓаме во многу прашалници, и емоционални, и
лични, обштествени прашалници, прашања од секаков тип, кои што секој си ги поставува себе си, но и во оваа фаза веќе се очекува и да има и некакви одговори од институциите околу тоа како ќе се движи целата ситуација и во блиска, но и во понатамошна иднина. Битно е да се каже дека сите ние, како личности, сакаме да постигнеме некаква цел, некаква промена, мораме да вклучиме прво лична, кога и да сакаме да се случи, ни треба напор. Нели? Промената некогаш и кога е посакувана, треба некаков напор да се вложи за да се постигне одредена цел. Поентата е дека сите ние сега не да се обвинуваме, туку напротив, едни со други луѓето треба да се поддржуваме, да се подкрепуваме едни со други, да ја промовираме онаа емпатија меѓучовечка. Тоа им треба и на блиските, на повредените, но и на сите нас. Зошто значи, кога некој ќе поддаде рака на другиот, посебно рековме во кризна ситуација, и таа емпатија да им ја покажуваме и на луѓето кои што се околу нас. Емоциите се тие, но правилно да ги канализираме. Така. Правилно да ги канализираме, а со текот на времето ќе се намали тој сегашен интензитет. Секако едно е за нас кои што сме општество, други стратегии за кои што директно се најблиски, погодени, така, директно погодени. Кај нив е најголема болката, нормално, кај најблиското семејство, најблиските пријатели, понатаму кај луѓето кои што се во тој малце поширок круг, кои што се познаваат, понатаму исто така, треба да бидат со поддршка опфатени и сите ранливи групи во општеството. Така. А во ранливите групи се и децата, и адолесцентите, и младите, но и возрастните. Во тие први моменти кога на семејствата им е најтешко, посебно затоа што станува збор за загуба на млади животи. Никогаш и самото присуство до нив е доволно, барем во таа прва почетна фаза? Барем во таа прва почетна фаза и е доволно, заради тоа што се уште се во шокова состојба. Меѓутоа, се што ќе се направи, кое што е дозирано, умерено, да не е и нападно нудењето и помеѓу населението, помеѓу нас обичните луѓе, помошта, некогаш се бара, некогаш е доволно и да помолчиме со некого заедно, сочувствителен еден поглед е доволен, а се што е понатаму е плюс стручна работа и во зависност на кого колку му е потребна. Кој како ќе се справи со оваа ситуација, многу зависи и од самата личност, од карактеристиките на самата личност, што го дефинираат, од искуството предходно. Меѓутоа, што е оно што е очигледно сега, како еден вид на страв од можеби повторна травматизација, од неизвестност, страв за иднината, како ќе се справиме, како ќе функционираме, што ќе биде во иднина и така натаму. И тоа е еден вид на страв. Друго кое што е битно, веќе спомнав, дека е добро и да се превенира и кај цело население, и кај блиските, кај сите кои што се вклучени во процесот, да се превенира појава од посттравматско стресно нарушување, затоа што, како што реков, не сите луѓе реагираат веднаш
емоционално, некој може да изразува повеќе емоции, вербално или невербално, може би на некој начин. Кај некој дел ќе се јави подоцнежно развивање и разработување, односно на тие емоции, така да секој на негов начин. Меѓутоа, главна карактеристика во моментот е тага и многу поставени многу прашања. Тоа се тие реакции, тие емоции, така, Да. кои што се доживуваат. Да. Некогаш едноставно да бидете блиску до некого кој што е директно погоден од оваа трагедија, бидејќи некој ќе одбива да зборува, ќе се затвори во себе, некој нема да сака да јаде, нема да сака да пие вода, а тоа се основните потреби на организмот кои што мора да ги задоволат и во тие најтешки моменти. Да. Тоа се основните базични потреби каде што на човекот барем основното, треба да биде задоволено, храна, вода, затоа се тука блиските за да понудат, тоа што сметаат дека ќе барем од малце помош колку што може, како што реков секој, не се сите професионалци, меѓутоа близината, дали роднинска, дали пријателска, си има значение нормално во целиот овој процес. Кај вообичаено кај помалите деца е доволно барем родителите да не претеруваат со изложување на премногу информации околу настанот. Децата ретко кога вербално ќе isprocesираат, меѓутоа тие можат на друг начин, дали преку цртеж, преку игра, да се искажат. Доволно е да не се премногу изложени на разни коментари. Кај младите, кај училишните деца, еве веќе има насоки од Министерството за образование во однос на тоа, како да се постапува, и насоки за родители, за наставници, со нив да се искажат, меѓутоа на еден конструктивен начин, со разговор, колку што е возможно повеќе, затоа што и нив им треба да бидат разбрани, да се искажат во смисол на тоа дека тие се идентификуваат со нивната возраст, многу слична со возраста на децата кои што беа засегнати од пожарот, за да не дојде после до некаков вид на можеби појава на деликвентно однесување прво кон сами себе. Тие емоции мора некако да излезат. Подобро е конструктивно да се искажат, да се поразговара, отколку да се дозволи да се излеат во некаков друг тип на лутина. Исто така би требало да се обрне поголемо внимание и кај лицата кои што се сами, кои што се постари. Сега во вакви моменти кога барем малце и нив една поддршка и подкрепа, зашто секој доживува, како што реков, на свој начин. Така, да реагираме и сега и во моментов, но и да превенираме така поголеми последици по психолошкото здравје понатаму кои што би можеле да се случат. Ќе погледнеме уште еден блок реклами, па ќе продолжиме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Елена, треба ли да разграничиме и да направиме разлика меѓу прва психолошка помош и психотерапија? Да, потребно е да се направи разграничување, зашто првата психолошка помош е онаа која што сега во моментот и во наредниот период ќе се понуди во засегнатите градови, највеќе Кочани, Штип, околните места. Таа е помош која што работи исклучиво на сегашната ситуација, додека за разлика од советувањето или психотерапија, кога се навлегува во еден поширок дел и од животот на личноста, каде што можат да се прават советувања, промени и така натаму.
Значи, ова е сега баш битно, првата психолошка помош како еден вид на кризна интервенција во епицентарот на случувањето. Така, психотерапијата понатаму, така? Да, психотерапијата понатаму, доколку на секој кој што му е потребно, на секој поединец, меѓутоа сега во овај момент е битно да се даде прва психолошка помош, секако од стручни лица кои што се веќе на терен, дел од психолозите, психијатрите, исто така помагачи, волонтери има кои што се вклучени и сигурно и допрва ќе има уште поголема вклученост. Сакам да напоменам дека од голема важност, освен таа стручната помош е меѓутоа и како поддршката од најблиските, фамилијата, семејството, пријателите, во вид на охрабрување. Добро е и што и свештените лица веќе нудат некаква помош која што можат да ја понудат. Тој момент е за секаква пофалба, без разлика на вера, нација. Ние сите сме луѓе, потребно ни е во моментот да се поддржуваме едни со други, како всушност и секогаш што ни било потребно. И тоа е една исто работа која што е вредна да се спомне во однос на пристапот, од блиските кои што ќе ги има, сето тоа треба да биде на еден сочувствителен начин, да се дава поддршка на луѓето кои што се во процес на тагување. Самото тагување е процес кој што може да трае различно време, различен период. Првичното прифаќање на дел од тагата, некаде околу 2 месеци, 40 на дена, затоа се и тие 40 дена и во нашата религија како првично справување. И за тажни моменти, и за среќни моменти. И за тажни моменти, да, и за среќни моменти. Се си има свое значение. Тоа се моменти кога се прифаќа првично, дали убавата вест, дали во случајот лошата вест. Исто што е нешто кое што го забележав како прилично позитивно во целава ситуација е дозирањето или доброто пренесување на информации од страна на вас медиумите. Повеќето гледам дека се доста коректни во ваква чувствителна ситуација. Што е многу важно, така? Што е многу важно. Да се пренесе на вистински начин информацијата во такви тажни моменти. Да, на сите ни треба информација, сакаме информација, сакаме да знаеме што се случува, меѓутоа не е добро и да се претерува со некакви сензационалистички најави, некои бомбастични наслови кои што уште толку ќе го зголемат нивото на стрес и анксиозност кај популацијата. Да, нормално е, ни требат информации, меѓутоа и лично не треба да претеруваме со целодневен прием на информации. Зошто? Затоа што сега може да се случи да пласира, со достапноста на интернетот, секој има телефон во рака, постојат луѓе кои што ќе се охрабрат да пласираат секаков тип на информации, секако дел точни, дел неточни, меѓутоа во моментот се апсолутно непотребни таков тип на непроверени информации, посебно во вакви ситуации кога сме конфузни, читаме се што ќе ни
дојде при рака, воопшто не е добро за закрепнувањето, ниту дополнително ќе влијаат на сите тие наши емоции. Така За е. среќа и добро е социјалните мрежи, барем во ова измината недела на деновите, на жалост, секој од нас ги користеше само за да изрази тагата со чувството, меѓутоа во многу помогна за да се добијат информации, посебно за повредените, така, Да, за да им се да. пружи помош, да им се даде финансиска, буквално цел народ застана на носе. Така е, во голем процент информациите кои што ги добивавме нели беа освен преку телевизија и преку социјалните мрежи. Скоро секој еден ги користи, има пристап до социјална мрежа. Исто многу помогнаа околу тоа да се рашират информациите кои што беше потребно да се рашират. Значи информации во врска со тоа кој каде од пациентите е сместен, каде е згрижен, во која здравствена установа е згрижен. Понатаму околу донаторските акции кои што еве има многу, секој еден кој што сакаше да донира можеше и се уште нели може и да донира, да направи некакво добро дело, да даде свое учество во целата оваа ситуација. Баш социјалните медиуми, пак ќе ги земам во контекст на тоа дека се најдоја, се пријавија, односно многу наши луѓе од странство, кои што живеат во странство, во местата каде што се сместени нели пациентите на лекување. Тоа е заедницата, тоа е она заедништво кога се понудија нели сместување од страна на наши луѓе по странство, сместување, храна и се кое што е потребно. Гледаме сите дека сами се пријавуваа да помогнат, тоа е она човечност. И таа емпатија, така која што цело време ја спомнуваме, таа така и солидарноста. емпатија. И овде во Македонија, меѓутоа и солидарност и подадена рака од многу земји кои што ги згрижија пациентите, но и луѓето кои што ја подадоа својата помош за да ги сместат. Апсолутно, да. семејства. Благодарност и до нели брзата реакција на прво на нашите здравствени власти, понатаму огромна благодарност до сите странски лекари, болници, цели држави се мобилизираа за да ни помогнат, што навистина многу значи во вакви тешки ситуации. Еве гледаме и тимови на лекари, стручни лица дојдоа да работат, да помогнат кој колку што може во својата нели област, во својата гранка. Се докажува дека човекот е едно социјално битие, ние не можеме едни без други. Да. Колку и некогаш да ни годи тој еден можеби пола час во денот или 15 минути самотија, да, меѓутоа во главном Не живееме, можеме сами да не живееме, можеме така. сами, живееме во опколени со други луѓе и навистина сваќаме, потврдуваме уште еднаш колку сме си потребни едни на други така. и тоа не треба да дозволиме да го забораваме и да не потсетуваат вакви трагични моменти на заедништвото. Дека тоа треба да го правиме и на тоа малку повеќе внимание Да, посветиме. па би Јас требало. се извинувам, што ќе ве прекина, Милена, имаме гледач на линија, само да го слушнеме. Дали ќе биде прашање, дали ќе биде ваш личен коментар, повелете, ве слушаме. Ало, добар ден, вака во програма сум така. Да. Со однос на состојбава што ми се случи со Кочани, навистина од голема помош би ни била психолошкава поддршка, например, ако може да поставите вие као прашање во редакцијата на пресконференцијата до Таравари министер уште, навистина таа линија би ни била многу баш во овие тешки состојби. Ало, докторе, од корист. Ме разбирате, кога ќе се најдеме во таков момент, во моментот дали пред се ќе ја отвори, затоа што сега навистина во ова тешко невреме, да го наречам,
на сите не е потребна таа помош, затоа што се соочуваме со многу тешки состојби, ситуации што сами навистина не можеме да ги надминеме. И колку толку они во моментот кога ќе се јавиме, пак така ви благодарам за јавувањето и убаво е ова сето што го кажавте. Значи, Елена, повеќе од 100 психолози стојат на располагање. Велиме првично фокусирани на засегнатите семејства, но буквално секој кој што би имал потреба, така може да побара потреба. Затоа велиме колективна траума доживеавме сите. Така е. Да, секој кој што има потреба може да побара. Еве гледам дека има доста објави за бесплатни психолошки сесии од скоро сите колеги од Фелата кои што ги познавам и пласират информации, така да сигурна сум дека и во иднина ова ќе остане како понуда, заради тоа што навистина има и ќе има потреба. И ќе има потреба. Потребно е ова како услуга и во која форма ќе биде, дали ќе биде лично, дали ќе биде онлайн советување или колективно како низ работни групи, така некогаш може. Да, работни групи потребно е, сметам дека со текот на времето и тоа ќе се случи, потребна е социјална поддршка, психосоцијална поддршка на посебно во засегнатите општини, да се случат некои формирање на групи за поддршка во самите општини, помеѓу самите семејства, кои што се таму, меѓутоа и за сите кои што се не толку директно засегнати. Индиректно од страна, а сепак имаат потреба од помош. Да, може би советувалишта за млади, повеќе, во поголем дел, значи да работат, сега ќе треба да се работи со полна пареа. Многу повеќе и многу поинтензивно. Да, во самите училишта. Јас се извинувам што ќе ве прекинам, но времето ни истече за емисијата. Ќе имаме и следни прилики повторно да ги дадеме советите до нашите гледачи токму на оваа тема. Благодарам што ни бевте гостинка. Ви благодарам уште еднаш за поканата и да се гледаме повторно, можеби и како на дополнување и на темава, но и за други теми. Други работи кои што заслужуваат должно внимание. Така е. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.